Здраво, ракови, добро дојдовте овде, каде ќе ги толкуваме љубовните пораки кои се за вас и периодот кој следи. Значи, се однесуваат пораките само на полето од љубовта и ништо друго. Ќе ја зборуваме за многу од вас, затоа секоја порака не може да секого да се однесува. Веќе си ја препознаете таа што е за вас и ви посакувам да ве води на некој начин, да ви помогне. Пред да започнеме, сакам само да ве потсетам да се претплатите, да станеме еден тим на некој начин, заедно да го правиме. Вие ќе слободно да лајкувате, да споделувате, да коментирате секојаш нешто кога сакате да прашате, да кажете, кога нешто на вистина ве допрело. Слободно коментирајте, јас сум тука да возвратам, ќе се обидам за секого да одговорам и се разбира, заедно да ги толкуваме. Без вас овие пораки немаат смисла. А со тоа мене ќе ми дадете потврда дека се што правам има некаква вредност за некого. И сега да видиме што носи месецов во полето на љубовта за вас, раковите. Мислам дека енергијата е поделена. За еден дел ќе зборуваме на еден начин, за еден дел од вас на друг начин, затоа што таква е енергијата. И сега дел од вас, ви сте доживеле некаква... Не сте доживеле. Вие периодов се наоѓате во една стресна ситуација. Ситуација на расправи, на кавги, на ситуации во кои сте сегаш победената во расправите. Секогаш сте надвладеани. Некој има надмоќ на вас во љубовта, тој некој може би е во знакот, во огнен знак, може би пак е воздух, значи близнаци, вага, водолија или овен, лав, стрелец. Таков некој секогаш сте надвладеани. Секогаш во расправите мора да го има последниот збор, секогаш. И вас ова ситуација веќе ви станала неподнослива. Сега не ја исклучувам можноста дека може да сте на другата страна од приказна, може би сте вие таа која ги прави овие работи и другиот повеќе не може да ја поднесе ситуацијата. Ситуацијата е многу тешка. Вие во минатото сте биле во една многу убава состојба, ситуација. Вие не сте овде заедно туку така, вие сте дојдени, вие сте заедно заради љубов, заради прекрасни чувства. Но сега ете период на тоа. Вие го поднесувате. Сега ќе зборувам дека вие сте на оваа страна од приказната, ако не сте, вие ќе се препознаете. Значи, вие ова го поднесувате многу тешко, многу стресно, многу сте разочарани, дури се чувствувате дека како сите бродови ви се потонати, како веќе надеж нема. Значи, само за љубовта зборуваме, внимавајте на тоа. И сега е дојден период каде што ќе се откажете. Тешко ви е дури да размислувате колку е ова напорно станато. Значи, постојано само потешкоти ви се јавуваат. Некако не можете да ги исправите работите. Не можете да најдете некој заеднички начин, не можете да најдете. Нешто се случува. Некој од вас има развил некоја нездрава врска, некоја токсична врска развил, дали со себе си самиот, дали со вас, дали во нешто во развил, дали има некакви пороци, нешто и такво можно да станува збор и не може да... Мислам дека тој има проблем со себе си, таа. Има проблем со себе си, со својот карактер, со начинот, премногу оштри зборови во непотребни ситуации. И тие развиваат кавки. Тие прават да нема мир во врската, во домот, во какви да сте состојба.
тоа не доаѓа од ништо друго, туку од неговиот или незиниот карактер со кој се бори. Едноставно е во конфликт сам со себе. Самиот со себе во конфликт. Тој треба прво да си го реши својот проблем, па потоа да влегува во врска. Ако сте во врска по-нераскинлива, како да речеме брак, тогаш само колку ви е тешко, се обидувате ги справите работите, меѓутоа тешко оди. Постојано се чувствувате како да се срушило све, па одново вие градите. Па повторно направил нешто па срушил се, па повторно одново градите. Вие сте изморени. Многу сте изморени од сето ова. Меѓутоа во еден период кога почнувате повторно одново да градите се, имате некаква волја, на конкретно месецов вие ќе имате некоја волја да почнете одново се. Меѓутоа овој пат ќе бидете малку поодлучни и ќе одлучите, ќе бидете малку поинакви, не како што сте вие обично емотивни, настапувате со чувства и со љубов, туку овој пат ќе настапите малку поинаку, пооштро и ќе дадете до знање дека или овие работи треба да завршат, да се прекине ова поднесување, овие пороци, овој начин на живот да се прекине. Извинувам. И или нема веќе ништо да има помеѓу вас. Вие ќе бидете одлучни овој пат и тоа е многу добро. Значи сте зазеле положба страна и сте сега цврсти во одлуките. И сега за еден друг дел од вас пак. Вие благодарение на некакви донесени одлуки, благодарение на некаква цврстина моќ што сте покажали или истрајност во љубовта, дали сте во врска или сте сами, не знам, нешто за некога поракава, благодарение на таквите ви работи што сте ги направиле, сте биле многу, значи дури сте се жртвувале за ова, за нешто, за некој, за ситуацијава, јас не знам, вие знаете. И вие сега во јуни месец, јули месец, ќе знаете како да ви се пуштило светлото. Вие сте во темнина, не знаете ништо и сега одеднаш се осветлува просторијата и вие гледате што вие сега сте успеале да направите. Во врската, во љубовта, да, меѓутоа може би сте од другата страна, па некој друг се тоа го правеше и сега доаѓа кон вас со едно големо, значи ова е многу големо изненадување, да ви покаже што сега вие заедно сте успеале да изградите. Или вие, или самиот тој, или заедно. Ова е големо, значи многу големо, ќе видите, ќе го почувствувате. На голема врата доаѓа нешто за кое не доаѓа ова ништо да падне од небо, за ова вие премногу се боревте, или вие или партнерот, многу. И сега доаѓа период, значи јуни и јули, може би понатака, не го ограничуваме на тој период, и сега веќе доживеете, значи не можам да ви опишам какава среќа. Какава среќа. Дали сте сами со партнерот, дали имате семејство, како и да е ситуацијата, вие потполно сите дома ќе уживате. Ова што сте го добиле беше борба. Значи голема борба. Ви кажувам, не ова паднато од небо ништо. За ова некој многу се бореше и сега вие сите ќе уживате заедно. Значи, дури за останатите, тие што ве гледаат од страна, тие што ви се блиски, тоа ќе биде како шок. Па дури и за вас, ако е за некој од вас работи како изненадување, ќе биде шок. Буквално шок ќе ве стресе. Во убава и најпозитивна смисла, ова ви го кажам. И сега, за некој од вас, да ви ги прочитам пораките, на што треба да внимавате. Пораката за некој од вас е ова. Значи, емоциите се потребен и природен дел од нашиот живот. Меѓутоа, понекогаш тие може да ни ја
поматат нашата перцепција, да ни ја заматат нашата визија. И сега, за да може работите да ги видиме чисто, ние треба да се откажеме од чувството на болка, на разочараност. Значи, поракава е за некого, може би за вие првите што ве споменав, каде работите не одат како што треба. Вие треба да се откажете, да ги оставите тие чувства настрана. Може би да, премногу пати се разочарувате, премногу пати одново градите темели, така ќе се изразам, преку метафора, и дори сте на правот на откажување, значи не се откажувајте, тргнете ги настрана. Јас мислам дека треба да работите малку на законот на привлечност. Ако сте запознати со тоа, значи почнете она што го замислувате да ги замислувате работите што сакате да ги видите. И сигурно дека ќе ги видите. Се она што мислиме, тоа го доживуваме и го гледаме. Пораката за вас е таа. Почнете малку да ги замислувате и да ги фантазирате и да ги посакувате работите што ви требаат и што сакате да ги видите во животот. И еден ден, кога и да, вие тоа ќе го видите. Драги мои ракови, тоа е тоа за сега. Се надевам уживавте и до следното видео. Чао, чао!